По неколку години работа, мислам дека ја оправдав таа должност што ми беше дадена, која навистина беше тешка и макотрпна, но со многу труд и жртвување успеав да преведам неколку дела за кои еве денес сме собрани овде. Во 2015 година излезе во печат проповедничката енциклопедија, превод од бугарски јазик, дело кое е азбучно упатство за сите догматски, поучни, богослужбени, црковно-историски и црковно-практични поуки. Знаеме дека најзначајното дело во мисијата на секој свештеник е служењето на божествената литургија. Во неа е собрано се што ни е потребно за спасение, проповедањето на Евангелието, неговото толкување и најглавното, причестувањето со телото и крвта Христови. Во храмот, за време на божествената литургија, народот се причестува заедно со својот епископ и со своите свештенослужители и сите заедно стануваат тело Христово. Но за да не биде верата слепа, без разбирање, за да не тоне народот во незнаење, секој свештеник е должен да проповеда. Според приликите, така и проповедта има различна форма, различна тематика, различна опширност. Литургиските проповеди најчесто се базираат врз прочитаниот извадок од Евангелието или од посланијата, или пак врз житието на празнуваниот светител или празник, и тие се обично подолги. Станува збор за преведувачка дејност, нешто што нам како народ, но и како црква ни недостасува. Иако тука станува збор конкретно за Повардарската епархија и за неговото високо преосвештенство митрополитот господин Агат Ангел, кои што ги издаваат сите овие изданија. Гонца е преведувач на сите овие дела. Ова се маркантни дела, уште помаркантни личности се автори. Секако е за поздравување. И ако веќе сакаме да дефинираме некаков жанр, проповедништвото или говорништвото е бил особен подвиг уште во Римската империја. Риторите или правниците, да речеме во Римската империја, да бидеш правник не си можел ако не си добар говорник. Денес имаме сосема поинаква ситуација, но во црквата говорништвото е нешто сосема поинако. И не секогаш може да биде тоа сублимат на висока духовност, високи духовни дострели и познавања пред се на Бог, но исто така и интелектуална зрелост на авторите. Конкретно во енциклопедијата се застапени едни од најголемите умови на православната црква, исто така Свети Филарет Московски. Но во Евангелието Христос на едно место вели: од преполнето срце зборува устата. И човек на виделина изнесува она што има во своето срце. А светите оци на црквата, авторите на сите овие дела, немале ништо друго што да изнесат, што да кажат и што да покажат, освен Богочовекот Христос, за кого што живеели, за кого што умирале. Така да, освен тој мој срдечен поздрав и честитки до Гонца, и исто така моите молитви во иднина ќе бидат да се множат ваквите преведувачки дела, се воедно и покана до сите вас да ги прочитате сите овие книги, оти делата на светите оци се една нова можност за секој од нас да го сретнеме Богочовекот Христос, што е воедно и смисла на секој човечки живот.